Скрининг, англиски збор кој означува прикажување кинофилм, испитување на организмот за присуство на некоја болест или проверка на луѓе, односно работи, со цел да се утврди дали се погодни за одредена цел. Во бриселскиот бирократски речник, како скрининг е именувана подготвителната фаза од преговорите за пристапување во Европската Унија и таа означува аналитички преглед и оцена на усогласеност на националното законодавство на државата кандидат со правните текови на ЕУ, така наречено АКИ. Процесот на проверка на законодавството, скринингот, се спроведува заеднички од страна на Европската комисија и на државата аспирант за член на ЕУ. За Македонија овој процес започна со објаснувачкиот скрининг на поглавјето број 23 правосудство и фундаментални права и заврши со представувањето на поглавјето 3 право на основање и слобода на давање услуги. Агендата со која ќе се одвиваат состаноците помеѓу македонската делегација и експертите од Брисел за 2019 година е подготвена во многу поголема сала од онаа во зградата на владата, во која го водевме разговорот со главниот технички преговарач Бојан Маричик. Тој и нашиот тим од 40 представници на институциите, како и колегите од Албанија, во Брисел, седат наспроти 40 представници на Европската комисија. Оваа фаза се одвива на 33 состаноци. До сега се одржаа 5 состаноци за 5 поглавја. Иако распоредот на состаноци, што го определува комисијата е веќе заклучен, целокупниот македонски преговарачки тим не е. Главното јадро на преговарачката структура е формирано, но секретаријатот за европски прашања се уште врши мапирање на институциите, а до крајот на годинава треба да бидат завршени и правилата на преговарачкиот процес, кои ќе бидат преточени во владини акти. Оваа задача, оваа, да речам, операција е важна пред се за институциите, бидејќи тие се тие кои што ќе треба да го спроведуваат тоа и делегациите се составени од представници на институциите. Во теке затварање на листата на сите работните групи за сите поглавја, целта е практично после секоја од овие скрининзи, луѓето кои што биле во делегацијата да формираат работна група за тоа поглавје и врз основа на тоа да направат една анализа, гап анализа, значи анализа која што ќе го прикаже јазот или разликата помеѓу тоа што ни е представено, тоа што треба да го имплементираме и каква е ситуацијата кај нас реално. Јазот помеѓу европското и македонското законодавство е различен од поглавје во поглавје. Во некои области напредуваме, во други има многу работа, додава Маричик. Според граѓанскиот сектор пак, таква анализа веќе требало да постои, имајќи го предвид фактот дека Македонија во континуитет го хармонизира домашното со европското законодавство. Институциите, по моје видување, не искочија се уште со една анализа во која што може да утврдат делови, односно поглавја, во кои што се спремни за водење на преговори. Ние сакаме да бидеме уверени дека имаме капацитети, дека институциите имаат капацитети за преговори, но се уште една функционална анализа за тоа каде се нашите позитивни страни, каде се нашите недостатоци во процесот, владата не искочила. Тоа ќе биде и појдовна основа за тоа што владата ќе бара како експертиза надвор од јавната администрација, експертиза која што ќе помогне на Македонија за побрзо и поефикасно да ги испреговара поглавјата, сите поглавја од процесот на пристапување. А јавниот повик за експерти е се уште отворен. На него досега се пријавиле 389 апликанти кои ќе бидат селектирани според стручноста во конкретно поглавје и кои подоцна ќе бидат вклучени во преговарачкиот процес. Го прашавме Маричик дали ќе зависи датумот на преговори кој земјава очекува да го чуе во јуни 2019 година од скринингот. Одлуката за почеток на преговорите е политичка одлука. Ова се технички состаноци. Значи, овие технички состаноци не можат да имаат многу влијание на самата одлука за почеток на преговорите во јуни 2019 година, но овие состаноци се важни за тоа колку ние ќе бидеме подготвени да ги почнеме преговорите во јуни 2019. Скрининг фазата трае 1 година или повеќе. За споредба, за Хрватска скринингот трае 12 месеци, период во кој е отворено и првото поглавје за преговори. Хрватскиот тим остварил 66 состаноци, 33 објаснувачки и 33 билатерални, во кои биле вклучени 2000 луѓе. За Црнагора скринингот траел 15 месеци, период во кој се отворени 2 поглавја. Преговарачката структура броела 1300 луѓе, кои биле организирани во 33 работни групи.
За Србија, скринингот траел 18 месеци. За време на скрининг процесот одржани се 65 состаноци на кои учествувале околу 2000 луѓе. Организирањето на патување за повеќе од 1000 административци колку што ќе бидат вклучени во процесот, нивно сместување, дневници, се само дел од трошоците на скринингот. Шефот на преговарачкиот тим вели дека владата нема проценка колку ќе чини процесот, но свесни се и дека преговарањето за членство во Европската Унија е скапо, но вредно. Ова е еден скап процес и ќе има чести патувања на бројни делегации во Брисел. Затоа и треба постепено, и ние на тоа работиме, Република Македонија да ја зајакнува и својата мисија во Брисел, односно при Европската Унија, каде што, например, сега во моментот има 8 вработени дипломати и представници на институциите во нашата мисија во Брисел, а да речеме за споредба на Црна Гора мисијата има 35 вработени во мисијата. На Србија исто од прилика 35-40. Откако комисијата ќе ни го представи европското законодавство, наред ќе дојде зборот на Македонија. Во втората фаза, билатералниот скрининг, представниците на домашните институции ќе презентираат какви се законите во земјава и ќе ја чекаат оценката за тоа колку работа не чека.